Драги сограѓани, почитувана јавност. Левица вчера во собранието го достави законот за потрошувачи, со кој нудиме укинување на двојазичните декларации на производите. Ова го нудиме во насока на очувување на функционалноста на општеството и на сврзувањето во нашето општество и во насока на очувувањето на унитарноста на државата. Ова го нудиме наспроти јазичната сегрегација, која веќе одамна партиите на елитата пробуваат да ја воспостават во Република Македонија. Нашата законска измена не е водена од емотивни причини, туку просто за очувување на општото комуникацијско средство за граѓаните во Република Македонија. Би ја подсетиле јавноста дека законот го протурка Крешник Бектеши на брза лента во минатиот мандат, а нашата законска измена носи по одлуката на Уставниот суд за одложување на одлуката за укинување на спорниот закон за двојазичност кој беше донесен противуставно, и сега овие законски решенија треба да ги анулираат ефектите кои произлегуваат од овој противуставен закон. Законот има цел и да исправи неправдата наметната врз македонските производители и потрошувачи, кои со години трпат административни и финансиски товари наметнати од клиентелистичките политики на режимските партии. Со овој закон бараме укинување на обврската за задолжителна двојазична декларација на производите и наместо тоа трговците ќе имаат обврска само на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо да ги доставуваат информациите за производите. А можноста за користење на други јазици е нивно дискреционо право како што треба и да биде. Зошто е ова неопходно? Тоа е затоа што ова законско решение пред се наметнува дополнителни трошоци на малите и средните трговци кои се соочуваат со економска криза. Ова бирократска заврзлама, би рекле, директно ги става во неположба македонските производители, особено оние кои произведуваат за извоз и за региони во кои не е потребна двојазична декларација. Кои се очекуваните ефекти? Очекуваните ефекти се да се заштити македонскиот јазик како единствен службен јазик во целата држава со цел општа комуникација за сите граѓани во Република Македонија, понатаму намалување на трошоците за производителите и трговците и олеснување на административните процедури со избегнување на дополнителните обврски наметнати во време на економската криза. На кого би му пречело ова решение? Очекуваме жестоки напади од режимските партии и партиите на естаблишментот кои ја користат јазичната сегрегација за поделба на политичкиот плен и деинтеграција на сврзните ткива на нашето општество, но сепак очекуваме поддршка затоа што сите овие ефекти произлегуваат од противуставен закон чии ефекти треба веќе да се анулираат. Дали имате прашање?